Добар ден, драги мои. Велат кој чека ке дочека. Па така и учениците во декември месец, конкретно на првото полугодие, ги дочекаа новите учебници. А новите учебници се полни со грешки. Технички, јазични, содржински, дури некои се и комични. За секој учебник е подпишана рецензентска комисија, автори, уредници. Ги виделе ли овие луѓе учебниците или само земале пари за несработената работа? Можно ли е квалитетно образование без квалитетни учебници? Тука секако ќе ве потсетам да не заследите на Facebook, Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ги објавуваме нашите теми, и секако, и слободно ќе речам, задолжително заследете не на Instagram. Денес на Instagram стори ново анкетно прашање до сите вас. Дали авторите и рецензентите треба да ги вратат парите? Вака изгледаме на Instagram стори, кликнете со да и не, независно тоа кој е вашиот одговор, а резултатите ќе бидат таму некаде по рекламите. Што значи стартуваме веднаш, а верувам дека имате многу што да кажете, а за да ве загрееме секако во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на мојот колега Петар Догов. На 93-та страница е картата на Македонија. Описот до неа веќе е познат на јавноста, но полн со дезинформации. Учениците едва дочекаа да добијат во раци испечатени учебници, а сега се доведува во прашање какво знаење ќе добиваат од нив. Содржината на учебникот за историја и општество за 5-то одделение ќе ја преиспитува највисокото национално тело за учебници, иако истиот и претходно добил зелено светло. Има и други пропусти и грешни информации. Па така Монт Еверест порасна за 20 километри. Најниската точка, Мртвото море, наместо 430, за авторите е позиционирана на повеќе од 1400 метри под нивото на морето. Преку Националната комисија за учебници како највисоко тело во процесот на одобрување на учебниците, МОН веќе побара информации за работата на сите чинители во постапката за одобрување на конкретниот учебник и по добивањето на извештај од Министерот за образование и наука ќе даде конкретен предлог за понатамошно постапување. Авторките на учебникот се правдаат. Немале прилика да го прегледаат учебникот пред печатење. Тврдат дека во целост ги задоволува националните стандарди. Во заедничкото писмо се обраќаат до јавноста и велат дека се навредени од критиките дека се некомпетентни, но и дека добиваат закани на социјалните мрежи. Ниту ние авторите, ниту рецензентите немавме прилика да го прегледаме учебникот пред печатење. Можеби ќе забележевме дека наместо 5 век пишува 5 век пред нашата ера, дека при обработка и едитирање на текстот останала грешка за местоположбата на нашите соседи од исток и запад или за мерните единици. Ако се прочита учебникот и се анализира педагошки и методолошки, ќе се забележи дека тој во целост ги следи наставната програма, методологијата за изработка на учебник и националните стандарди. На првиот лист од учебникот се запишани и имињата на тројца рецензенти. Првиот филтер кој треба да се помине пред да добие конечен пас учебникот и да заврши во рацете на учениците. Нејасно е како грешките и пропустите поминале незабележано од повеќе страни, иако биле ангажирани за да ја завршат работата. Овие прашања ги поставуваат и дел од просветарите и бараат одговорност. Кога ќе се земе во предвид се на еден куп, станува збор за премногу направени грешки, поради тоа ние како независен синдикат за образование и наука бараме итно повлекување на учебникот. Исто така бараме одговорност да сноси министерот, да излезе јавно како ние што во овој момент да посочи дали тој ја направил грешката или некој друг ја направил грешката и мора некој да сноси одговорност, бидејќи направена е голема материјална штета, испечатени се многу учебници кои што учениците не се во можност да учат од истите, бидејќи има премногу грешки. Ние како наставници не можеме да им кажеме на учениците има 50 или повеќе грешки, па се вие поправајте ги или и дефинициите. Овој скандал со учебникот за историја и општество за 5-то одделение следува веднаш од како започна дистрибуцијата на учебниците. Пробиени беа многу рокови, многу ветувања прекршени, а и на крајот на првото полугодие оваа тема останува актуелна. Ете го погледнавме прилогот на Петар Догов, тука ги слушнавте и изјавите на оние кои што се воедно и автори на овој учебник за 5-то одделение. А сега е време и да ве слушнеме вас. Дали може би треба со коректор да се исправат сите грешки во учебниците унакарачно, со оглед на тоа што навистина се скандалозни грешките? И дали треба да се вратат парите? Добар ден. Да, добар ден.
Па еве Поздрав. како коментирате овие скандалозни грешки во учебниците? Ова што се случува денески во Министерството за образование и наука и во комисијата, која што комисија има директор, има луѓе таму стручни кадри кои работаат. Нека не кажуваат дека немале време да ги коригираат или да ги прегледаат. Ве молам, Министерот за образование и наука подхитно да ја отповика таа комисија на чело со педагози, социолози, рецензенти, цела комисија на чело со директорот се повика. Затоа што не може некој да кажува во 21. век сега годинава завршувате учебници, се уште нема. Би го замалил министерот, ако е доволно стручен и оспособен да работи, добро, ако не, нека си замине тоа министерство, затоа што никоја година вака не ни се случило како годинавошен случај. Треба ли да се вратат парите, еве? Парите што сите се треба да дадени? ги вратат. Сите пари треба да ги вратат. Сите пари што се земење да ги вратат, затоа што тие пари се ваши и мои. Не може тие да си подиграва некој со децата наши и со парите кои се одвојуваат таму. Затоа јас би ги поздравил подхитно да се преземи конкретни мерки и казни и сите пари да се вратат назад. И благодарам многу. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и секако за пробивањето на мразот, бидејќи веќе одиме со втор гледач. Да слушаме како ги коментира гледачот или гледачката следниве скандалозниве грешки во учебниците. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Благодарам. Како што слушнавме денеска, дека има направено грешки во учебниците. Меѓутоа, мислам дека може да се искоригира за да се спаси што може да се спаси, да не се прават трошкови, да не се печатат нови учебници, значи да се коригираат грешките. За тоа ќе бидат сретни и наставниците и учениците и да се продолжи со тие учебници. Од една страна. Од друга страна, сматрам дека има голема неодговорност од луѓето кои се биле за тоа од рецензентите. Значи, одговорност и тука треба да одговараат тие морално и материјално за направената грешка, па без разлика кој и од која партија се испортек. Сматрам дека во иднина не треба така да се работи, дека тие луѓе тамо се земале пари за тоа што го работеле и на крајот гледаме резултатот каков е. Треба ли да ги вратат парите, еве, сите оние кои што зеле пари за... Апсолутно, сите што земале пари за овој проект, треба да ги вратат парите, а понатаму дали ќе се коригираат истите учебници или ќе се штампат нови, нека одлучи Министерството. Имајте убав ден. Благодарам. Секако имајте и вие убав ден, но останете до крај да слушнете што ќе кажат и останатите граѓани. Кога сме веќе кај коментарите, па не само од Твитер, туку еве си дозволевме да извадиме и од Фејсбук, навистина јавноста многу коментираше за ваквите грешки во новите учебници. Ке почнеме со коментарот на Сашко Димовски, напишал: Монт Еверест не е веќе дете, момче стана, од мал го знам. Беше само 8849 метри. Сега е грамада. Се извиши за преку 20.000 метри за 30 и кусур години. Нека е жив и здрав, само успеси да реди. Комични коментари, саркастични и секако како да не реагира јавноста кога навистина Монт Еверест е чудо извишено за овие 30 и кусур години. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Вака, темата ви е таква каква што е, но за да биде добра треба да ги кажете имињата, кои се тие луѓе што тоа го работат. Еве јас ќе ве потсетам само на 50 на години кој беше председател на комисија за рецензија. Тоа беше Зоран Радиш, професор по физичко, кој врска нема со образованието или со коректура, не знам и што. И таквите луѓе ги ставаат на место од партија и затоа се прават тие грешки. Кога ќе ги објавите имињата на тие луѓе што ги направиле грешките, тогаш ќе знаеме кој се стручниот Во прилогот на Петар Догов беше објавено што стои како рецензент, автор и така натаму, не се тајна. Не, али јас тврдам дека нестручни луѓе се стават на тие места и затоа се наслучуваат тие грешки. Според вас сите ли се нестручни кои што се наброени?
верувам дека не се случи. Што мова се случува, верувам дека се не случи. Така, дали треба да се вратат парите кои што се... Апсолутно треба да се Додели. вратат. Не заработени пари. Не прегледале, не виделе што има, пуштиле во од печатење. кога веќе се направени вакви грешки, какво решение бидејќи децата конечно дочека учебници, Арно, ама? А не знам, за време на полугодие може да се повлечат или да се прецртаат тие грешки што се направи, да се исправат и да се учи онака како што треба да се учи. Ви благодарам. Ви благодарам, цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден. Јас би сакал да поставам прашање само дали можете вие да кажете, дали можете да дознаете која цена тој учебник е фактуриран во Министерството за образование. Во другите проблеми не би навлегувал, затоа што тотално нестручни луѓе тоа го работат. А цената која ќе ја дознаете и ако ја имате храброст да ја објавите, има унесвест да падне цела Македонија. Дали вие Фала ви може би ја многу. знаете цената? Не ја знам, вие која ќе ја дознаете, сакам да ја слушам на телевизија. Добро, како коментирате еве дали постои сега некое решение бидејќи првото полугодие заврши? Најдобро решение за мене би било сите отпечатени примероци да се спалат, да се изгорат, за тој што ги издал, што ги печатал, да му бидат на товар негов, а од Министерството за образование да ги врати парите и да не се случуваат вакви работи. Имате Фала уште ви. малку време, ако е тоа се благодарам Немам, многу. немам, со радост би ја чекал цената на учебникот да ја објавите. Добро, интересно, благодарам и забележано секако. Одиме понатаму, сега повторно со Твитер коментари, ќе миксаме малку Твитер, малку вие. Скрачи има напишано на Твитер. Чуму учебници има на Википедија се. Одиме со уште еден твит. Sharpening Stone напишал: напреднавме во инфлацијата, немањето учебници, доказите за бомби, лажните пасоши, продавање на идентитетот и селувањето, абе каков образ имаш, се чудам. Ние секако не се чудиме доколку ви имаме во Црвена линија, бидејќи не интересира како ги коментирате овие скандалозни грешки во новите учебници. Добар ден. Добар ден. Поздрав то. Телко да то. Алфа термин. Телко термин и сакам да кажам. За што се поставим? За што се поставим да се чикаат там? Одма да се пикне во затвор. Да ги вратат парите и во затвор. Како тоа вече? Да не да што печати. А што е тоа? Што е тоа? Какво држава? Да не да што печати. Да не спојме што печати. Не знам таква држава нема. Одмah врат. Парите вратени и по затвор. Пријатно. Пријатно, поздрав и до вас. Секако продолжете да не гледате. Одеме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. У програма ли? Дали... Ало. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав до Кавадарци од Црвена линија. Вака сега за темата. Да, ве слушаме, продолжете. За образованието се зборува. Зашто образование, госпоđo, за вие 30 години на последното у светот, не у Европа и на Балканот. Абе само двете партии, само крадат и нешто друго. И за сите на последно. Никакво напредување немаме. Ните у Југославија се добро одеше. Тој ќе немаше овие работи. Имаше, ама не беше вака. Сега за никаде се бе. Вако не е било и Македонија у колапса. Не и да се опорат овие а најмногу кривици имаме и народот. И мотијето исто. Што гласаме за вие нема човек кој што се не води. И образование никаде не. Само се кади и ништо друго. Дали треба да се вратат парите кои што се доделени за да се сработат овие учебници? Најверојатно гледачот се исклучи. Одиме со уште еден коментар од Твитер. Маша Амини напиша:
Настава, учебници по Кембридж, часови, уште од прво оделение, по 7 на ден, корона, онлайн настава, учебници повеќе грешни од точни, сега и дојави за бомби. Извинете, деца, многу сме ви грешни. Одете во подобар свет и не се вртете, не сме ве заслужиле. Одеме со вас, драги мои, продолжуваме понатаму на 023070005. Секако ќе вклучиме нов гледач. Веќе велам и добро вечер. Добро вечер, нека биде. Секој добро и вам. Како ги коментирате новите учебници, подобро да речам грешките? Па добро, јас ќе се задржам на последното ваше што го прочитате на Твитер за како што разбирав за наставниците, извинете, не сме ве заслужили. Извинете, деца, ова е извинување кон децата, многу сме ви грешни. Одете во подобар свет и не се вртете, не сме ве заслужиле. Да, во тој контекст ќе го започнам мојот коментар да точно дека не ги заслужиле, меѓутоа тоа е критика за наставниот кадар, не за децата. Значи, наставниот кадар е виновен за образовниот процес на децата. Учебниците кој ги напишал, па се има поставка, процедура, контрола. Па тоа е чудното, како можеле да се појават вакви грешки низ волку контроли, рецензенти, комисија, автори, уредници. Па веројатно образованието, тие што го посетувале, или пак тие образован кадар, наставен кадар, не се носи со професијата, со дејноста за кој не даде на доверба. А тоа над нив си има ментори, си има контрола кои што тие треба да ги проверуваат. И сега од ова дистанца да... Ке подсетам 90 секунди е време трењето, но слободно бидете се уште еднаш, имаме 5 линии, продолжете и искористете нови 90 секунди. Отворени сме во време трајање на црвена линија само за вас. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Мојот коментар е многу едноставен. Направена е диверзија во македонското образование. Тргнете први од каде и кој и ги печати книгите. Каде се печатени. Друго, пред известно време слушнав една информација пак од вашата телевизија дека за првачињата и вторичијата албанци ќе се учат од албански печатени книги во Албанија. Тоа за мене доволно зборува. Да не обвинуваме рецензенти, да не обвинуваме такви. Цела работа е права диверзија да се каже дека Македонија не е способна да биде држава. Тоа ни го кажаа тие што го печатат во Тетово. Благодарам. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со нов коментар. И коментарите од Твитер може да ви бидат еден вид инспирација да се надоврзате. Премиум Ашкетија напишал: не ме чуди овие од што се толку писмени што пишуваат учебници после 10 години да напишат дека на исток граничиме со Мадагаскар. Бре, напишала, него учебници принтавте година дена. Сега кој ќе плати за грешките и репринт на овие небулози? Одма да се каже кој ќе плати, зашто тендерите беа 3 милиони евра. А ние сега во анкетното прашање на Инстаграм ве прашуваме дали авторите и рецензентите треба да ги вратат парите. Добар ден или добро вечер? Добро вечер, Тиже. Добро вечер, баба Роска, предпоставувам. Браво, ме позна. Секако, редовна гледачка и така. Учесник во црвена линија. Па види, ова што ја по моего тумачам, ова или е намерно, ем ги закаснија, ем ги грешават. Или пак не знаат да работат. Затоа сакам, како што рече и другиот гледач, и минјето да се јават и да знаеме од која партија са тие луѓе. Еве што значи што се запослува партиски. Ја ги замолувам и СДСМ, и ВМРО, никој пат никого да не запослува по партиски линии. Ако е способен, не е важно од која партија.
тој да биде запослен. Ако не е способен, не е важно дека е од неговата партија или од другата. Само слабаме што се запослуват партиски. Тоа сум го забележила на многу места. Дека партиски се запослуват и така страдаме сите ние, обичните луѓе. А, како што рече другиот гледач, да ни се одземат парите што са платени да работат и да се изведат пред суд тие луѓе. Па како може, годината скоро помина пола, па уште учебници нема, па уште треба и грешки да се праве. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одеме со нов гледач во ова издание. Добро вечер. Ало, добро вечер, добар ден. И добар ден, секако. Повелете. Вака, многу не ги прифаќам луѓево што се јавуваат и што кажуваат грешки. Луѓеве какви грешки? Јас икс пати зборувам дека ова е договорено како со бугарите, така со албанциве, така со внатрешниве овдека. Се си е тоа по рецепт си оди. А каков бенефит имаат децата од тоа, бидејќи ќе учат од тој учебник каде што информацијата е дека Монт Еверест е висок 22 километри? Види сега, ова што го убрзгуваат во Македонија, во учебниците, убрзга и нешто настана колку да го замајат народот. То толку овие наши писмени и неписмени го увиделе тоа, ама го пуштиле да оди, луѓето ќе удрат тамо на планините. Толку километри високи, не знам што, на морињата. И така да ова да помени другово. Тоа е се направено со умисла, тоа е се договорено. Ова што се крие во Муртино, тоа има и вцртано напишано. Благодарам за јавувањето. Одеме со читање на коментар на Твитер од Герасим. Напишал: многу сте чудни, сакате да нема грешки. Па како да нема грешки, а сакате да добиете учебници толку рано? Па тек е декември, не е дојден уште ни распустот. Оправдано е. Немале време луѓето да ги проверат. Абе не ги бива за ништо. А како коментирате вие и следниот гледач или гледачка, ќе слушнеме во наредните 90 секунди. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер и вам. Денеска, поточно ова вечер и утре, некои слават слава Света Варвара, напомош нека име и за многу години. За многу години. А што е со, како коментирате со грешките кои што се Мислам дека вие како телевизија правите голема тешка пропаганда, овие се совршени учебници. Мислам дека нема грешки, Нас на Македонија, на исток ни е Албанија, а на запад ни е Бугарија. Вие грешки имате, така е правилно. А на север ни е Грција, а на југ ни е Србија, со нив граничиме ние. Вие сте сигурно под влијание на Русија или на Мицкоски. Што вака правите пропаганди дека имало нешто неквалитетни учебници. Луѓе, светаат бандерите во Македонија, На улица сите излегувајте да видите како бандерите цветаат, Рај Македонија со СДС на власт. Убавина, Дали треба да се вратат парите за тоа што е сработено, ама направени многу грешки? Овие милиарди ограбија, 20 милиарди ограбија во овие 6 години, толку буџети ограбија, ако лабарник изградија, мислам дека овие се малку пари за нив што ги ограбија, со овие квалитетни учебници, велам, убавина. Сега, зошто ве чуди? Какви ученици виднина би произлегле? Прво, да ви кажам, луѓе, тоа е многу важно. Оваа власт, кога дојде на власт, ја забрани македонска химна во... Цениме што се јавивте, ќе подсетам внимавајте на тајмерот. Ќе прочитам еден коментар пред да вклучиме гледач. Верувам дека јавноста и тоа е за јавноста, меѓу другото, енигма. Лена Петров напишала: а еден што сгрешил, ама рецензија, ревизија, некој одбор, нешто што било. Така да, како успеале да се протурнат вакви големи грешки при рецензии, ревизии, одбори, комисии и така натаму. Добар ден или добро вечер веќе. Добро вечер, убава вечер, вам и на вашата екипа. Благодарам. Вака, тука не се криви тие што прво криво е Ману. Они треба тоа да го проверат дали е исправно или не е исправно.
а после да разговараме дали треба да се вратат парите. Треба, меѓутоа, јас согласам со овој говорни пред мене. А колку се земени, само Рада колку зема, а оној Бучко, а оној другиот... Како да е сега вака ќе ве подсетам, значи да се држиме до темата она за што зборуваме се ново дочеканите учебници кои што навистина